Одделот за сузбивање на организиран криминал и корупција по Министерството за внатрешни работи до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, а поради постоење основа за сомнение на сторено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување, поднесе кривична пријава против лицата СЈ 59 години, ТГ 62 години, ВС 43 години, МТ 59 години и РД 60 години, сите од Скопје. Истовремено поднесена е и кривична пријава за кривично дело помагање против лицата ГР 51 година во својство на управител на Гром Промет ДОЛ Скопје, ЧА 67 години во својство на управител на ЕМАГ ДОЛ Скопје, СП 53 години во својство на управител на ДОТ Мебел ДОЛ Скопје и ТК 58 години во својство на физичко лице, а поради основано сомнение дека го сториле кривично дело поттикнување во врска со кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување. Во текот на денов, со наредба за приведување, пред судија на претходна постапка се изнесени првите тројца пријавени, односно СЈ, Тђ и ВС. Според документираните сознанија од истрагата, пријавените СЈ во својство на градоначалник на општина Карпош, Тђ во својство на раководител на одделението за недвижен имот и постапка за експропријација на недвижности во сектор за правни работи на општината, ВС во својство на виш соработник во одделението за спроведување на урбанистички планови во секторот за урбанизам при општина Карпош, МТ во својство на вработена во одделението за просторно и урбанистичко планирање во секторот за урбанизам во општина Карпош и РД во својство на вработена како извршител на работи од областа на архитектонските планирања во општина Карпош, постапувајќи по барање за утврдување на правен статус на објекти лоцирани на улица Илинденска, на катастарски парцели во општина Карпош, во периодот од 2011 до 2017 година ја злоупотребиле својата службена положба и овластување и ги пречекориле границите на своите службени овластувања. Имено тие преземале действија кои не смееле да ги превземат, иако знаеле и согласно својата службена положба и овластување биле должни да знаат дека објектите за кои што се поднесени барањата за утврдување на правен статус од страна на правните субјекти Гром Промет, ЕМАГ, ДОТ Мебел, како и барањето поднесено од физичкото лице ТК, всушност не се бесправно изградени објекти, туку биле времени објекти, односно монтажно-демонтажни бараки, поставени на градежно неизградено земјиште во собственост на државата и дека согласно законските одредби не смеело да бидат предмет на постапка за утврдување на правен статус за бесправно изградени објекти согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти. Сепак и покрај сето ова, пријавените СЈ, Тђ, ВС, МТ и РД постапиле по поднесените барања и спротивно на законот, навремените објекти им дале третман на бесправно изградени објекти. При тоа давајќи согласност за вклопување на времените објекти во урбанистичката планска документација. Така, со подпишување на решение за утврдување на правен статус на времени објекти, како да се бесправно изградени објекти, на подносителите на барањата им овозможиле да ги запишат објектите во јавните книги за недвижности како легални објекти во нивна собственост и со тоа да ги исполнат условите да имаат ексклузивно право да извршат откуп на земјиштето, собственост на Република Северна Македонија, согласно Законот за постапување со бесправно изградени објекти, а спротивно од Законот за градежно земјиште, според кој пак времените објекти не се дел од градежно земјиште и не можат да бидат основ на барање на стекнување со право на собственост врз градежното земјиште на кое што се поставени.
На тој начин службените лица од општина Карпош им овозможиле на правните лица Громпромет, ЕМАК, Дот Мебел, како и на физичкото лице ТК, на незаконски начин да се стекнат со право на собственост на објекти и ексклузивно право на откуп на земјиште под објект во собственост на државата. Така, на правното лице Громпромет му овозможиле противправно да стекне имотна корист во вид на градежно земјиште во собственост на државата во вкупна површина од 1533 квадратни метри, кое како градежно неизградено земјиште во 2016 година имало вредност од најмалку 28 милиони денари или околу 450.000 евра, а на правното лице ЕМАК ДОЛ Скопје противправно да стекне имотна корист во вид на градежно земјиште со вкупна површина од 722 метри квадратни, кое пак како градежно неизградено земјиште во 2016 година имало вредност од најмалку 13 милиони денари или околу 211.000 евра. Исто така, со ваквите незаконски действија на службените лица од општина Карпош, на правниот субјект Дот Мебел ДОЛ Скопје и на физичкото лице ТК и било возможено да се стекнат со ексклузивно право на откуп на земјиште под објект во собственост на државата во висина од 450 денари по квадратен метар, иако доколку се одржало јавно наддавање, почетната цена би била 300 евра од метар квадратен. Ви благодарам. Како што кажав, трите лица се веќе изведени пред судија на претходна постапка, така што натамошните информации нели ќе ги добивате од судот.